Време е да во нашето студио секако отвориме тема за разговори. Верувам дека и на тој начин ќе успееме да го задржиме и привлечеме вашето внимание, затоа што ќе зборуваме за неделите на унгарската култура, кои што беа отворени на 5 април во Мала Станица со модерните трендови во унгарската фотографија од 20 век. Со оваа изложба секако стартува неделите на унгарската култура. Унгарската култура поблизу до нас, впрочем, која што ќе се одвива, односно веќе се одвива и ќе трае уште неколку недели во рамки на Македонија. На изложбата секако беа презентирани уметнички фотографии на меѓународно познати уметници, како Андрес Кертес, Ласло Мохоли Нак, Браса и Мартон Мункачи. Но во секој случај многу повеќе за тоа зошто се организираат овие недели на унгарската култура во Македонија. Што се секако ќе опфатат овие недели и сите дополнителни информации на наша чест и задоволство. Ова утро повторно во студиото го имаме неговата екселенција Ласло Иштван Дукс, амбасадор на Република Унгарија во Република Северна Македонија, кој што ова утро е тука заедно со преведувачката Александра Стојановска, која што ќе ни помогне во однос на преводот. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Добро утро, Александра. Се гледаме секако повторно за убав настан и убав повод овде во нашето студио. Впрочем, стартува неделите на унгарската култура во Македонија. Зошто токму овие недели и по кој повод секако се организираат овие убави културни манифестации? Idén több évfordulót is ünneplünk, ugyanis 2019-ben Magyarország 20 éve tagja a NATO-nak, 15 éve az Európai Uniónak, és a két oldalú kapcsolatokban is 2 évfordulónk is van, mert 25 évesek a diplomáciai kapcsolatok, és 20 éves a Skopjei Magyar Nagykövetségnek a megnyitása. Значи Унгарија оваа година слави повеќе годишнини, односно 15 годишнината од членството во НАТО, 10 годишнината од членството во Европската Унија, како и 25 годишнината од воспоставување на дипломатските односи меѓу двете земји и 20 години од отварањето на амбасадата на Унгарија во Скопје. És ezért a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy egy tágabb regionális kontextusban egy ilyen kulturális évadot vagy heteket szervez a térség országaiban, többek között Észak-Macedóniában is. Така, унгарската влада, поради овие причини, реши повеќе да обрне внимание на промовирање на унгарската култура во регионот на југоисточна Европа, односно во земјите на поранешна Југославија, и тоа е причината поради која се организираат овие недели на унгарска култура. Да, што значи дека во целиот регион се организираат вакви денови, вклучително и Македонија. Стартуваше се ова со изложбата Модерни трендови во унгарската фотографија од 20 век во Мала Станица. Како сте задоволни од почетокот на овие културни случувања? És hogy vagyunk megelégedve a megnyitásokkal? Pénteken volt az első rendezvénynek a megnyitója, ahogy a műsorvezető hölgy is mondta, ez egy fotókiállítás volt, ez a Nemzeti Galéria Mala Stanica kiállítótermében, és úgy látom, hogy nagyon sikeres volt, tehát nagyon sokan részt vettek rajta, és április végéig meg lehet tekinteni ezt a fotótörténeti kiállítást a Mala Stanica kiállítótérben. Че отварањето на овие унгарски недели на ова неделите на унгарската култура, се извинувам. Отварањето беше во петок во Мала Станица и сме премногу задоволни. Имаше голем број на посетители. Мислам дека ни беше отварањето многу успешно. Ова се навистина убави моменти, денови и недели каде македонската јавност, која што е заинтересирана малку повеќе да нурни и да дознае за унгарската култура, да се запознае и со сите овие култури и традиции на вашата земја, па на кој начин секако ќе се одбележат неделите и кои се граѓани во Македонија ќе имаат можност да бидат дел. Дали се е сконцентрирано во Скопје? Hát szerencsére azt lehet mondani, hogy hagyományosan szorosak a kulturális kapcsolatok, főleg talán a zene és az irodalom az a két terület, ahol eddig a legerősebb volt az együttműködés. Значи, традиционално ни се многу јаки меѓу двете држави, нели, односите, така и ќе продолжиме. Меѓутоа мислам дека музиката и литературата е тоа што најмногу не поврзува во моментот. És ezzel összefüggésben a következő, talán a legnagyobb esemény, ami a következő hetekben jön, az az, hogy Magyarország lesz a Skopjei könyvvásárnak a Country in Focus, tehát ilyen díszvendége vagy vendége. Нешто што би сакал повеќе да го нагласам е тоа што оваа година Унгарија ќе биде почесен гостин на саемот на книга
и тоа ни представува едно големо задоволство. Ennek keretében több magyar író is ide fog utazni, olyanok, akiknek az elmúlt években vagy mostanában kiadták macedón nyelven a könyveit. Ќе допатуваат голем број на поети, писатели тој период и кои што веќе имаат издадено или ќе се издадат нивните книги преведени на македонски јазик. Szintén május elején a Természettudományi Múzeumban megnyitásra kerül egy kiállítás, ami kifejezetten gyerekeknek szól. Ez a Balkán flórája és faunája, illetve ehhez Magyarországnak a kapcsolódása, tehát a magyar természet és a Balkán-félszigetnek a természetének a összefüggéséről. Значи за балканската флора и фауна посебно ќе има една изложба која ќе биде во Природно-научниот музеј на Македонија, меѓутоа тој ќе биде стриктно за дечиња. Мислам дека ќе биде доволно интересно да се посети. Ezt követően pedig hát elég sok, tehát körülbelül több mint 20 városban, tehát nem csak Skopjeban lesznek programok, hanem nagyobb, tehát próbáltuk az egész országot lefekni, egész Észak-Macedóniát. Значи ќе има програми не само во Скопје, се потрудивме тие наши настани да бидат во цела Македонија, во сите градови. És emiatt aztán lesznek különböző koncertek, különböző fesztiválokon, de költészeti fesztiválokon is lesznek magyar résztvevők. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az őszig elég sok magyar művész, körülbelül azt néztük, hogy körülbelül több mint 100 magyarországi művész fog Észak-Macedóniában érkezni. Körülbelül több mint 100. Значи ќе има многу настани, како што рековме, из цела Македонија, гледавме да ги опфатиме поголемите градови и од прилика колку што направивме ние некоја пресметка, би требало околу 100 унгарски уметници да настапуваат до почетокот на есента. Навистина ќе биде богати овие недели на унгарска култура во Македонија, за да нашиот народ се запознае малку повеќе со целокупната традиција, музиката, гастрономијата, културата, традицијата и историјата на Унгарија преку присуството на овие унгарски уметници кои што ќе пристигнат во Македонија. Да, Вие во секој случај се потрудивте да понудите голема и интересна програма, секако во соработка и со помош на Дирекцијата за култура и уметност во Скопје. Да, Македонија и Унгарија имаат навистина убави дипломатски односи. Ете, вашите уметници кои што ќе пристигнат овде ќе ни ја донесат културата од Унгарија и ќе ги запознаат нашите граѓани со сето тоа што се случува, но колку пак унгарците имаат можност да се запознаат со македонската традиција и култура? Hát azt lehet mondani, hogy Magyarországon is nagy az érdeklődés a térség iránt és a macedón kultúra iránt is. Például a Sziget Fesztivál, ami az egyik legnagyobb közép-európai fesztivál, tavaly évben voltak Macedóniából is fellépők. Значи, мислиме дека и обратно исто така голема заинтересираноста, односно унгарците се заинтересирани за балканскиот регион и ги интересира таа култура. Да, и сакам да напоменам дека исто така од Македонија многу присуствуваа на фестивалот Сигет, кој што се организира во Будимпешта и изминатата година имаше голем број на посетители на тој фестивал. Колку уметниците кои што ќе дојдат од Унгарија за да представат својата традиција, својата култура и уметност овде во Македонија, пак имаат своја програма со која што тие ќе се запознаат на индиректен начин со сето она што Македонија го нуди. Hogy azok, akik itt részt fognak venni, ők hogy fogják ezt bemutatni, hogy megismerkedjenek egybe a macedón kultúrával is. Hát ez nyilván az előadást, vagy attól is függ, hogy pontosan milyen programról van szó, de például pont a könyvfesztiválon ott nagyon fontos része ennek a programnak, hogy a magyar írókat összekössük a macedón írókkal, és lesznek ilyen író-író találkozók. Зависи се за кој настан. Да кажеме пример сега за сајмот за мебел. Таму ќе биде интересно затоа што ќе организираме една средба на унгарските и македонските поети и ќе направиме една размена средба на која што ќе можат да разговараат и да си разменат искуства меѓу себе. De például most a fényképészeti kiállításnál is szerveztünk külön egy tárlatvezetést a kurátorral, az itteni ESRA Egyetemnek, ez azt hiszem Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatóival, hogy ők is, tehát így közvetlenül is kapcsolatba lépjenek egymással, és így is megismerjék kicsit jobban a... Сега и на изложбата која што ни беше на отварањето на оваа унгарска сезона, со помош на кураторот на изложбата организиравме една средба со тукашните студенти кои што студираат фотографија. Исто така можам да кажам дека беше многу успешна средба и дека
се надевам дека научија многу едните и другите еден од друг. Да. Изложбата кад Будимпештански приказни ќе гостува во Тетово, Кавадарци и Битола. И овие градови секако се опфатени. Можеме ли локацијски да кажеме каде ќе се одржуваат неделите на унгарската култура? Hogy hol lesznek ezek a Igen. események, Igen, melyik központokban amit említetett, állnak? lesz egy következő fényképkiállítás a Tetovóban, Kavadarciban és Bitolában. Таа изложба што споменавте ќе биде во Тетово, Кавадарци и во Битола. Aztán lesz egy néptánc körutazás, ez Krusevóban, Demirhiszárban, Prilebben, Bitolában és Strugában tervező. Значи ансамбл ќе има на народна музика, кој што ќе биде Мегецер, кој е во Krusevó, Крушево, Демирхисар, Prileb, Прилеп, Битола Struga. и во Струга. Aztán lesz más kiállításunk is, egy ilyen az gasztronómiai, magyar gasztronómiai kiállítás, ez valószínűleg Gosztivárban vagy Kumanovóban. Ќе има исто така за унгарската гастрономија во Куманово vagy Gosztivár. или во Гостивар, се уште не е точно Aztán прецизирано. nagyon reméljük, hogy Ohridban is, az Ohridi Fesztiválon is lesz valamilyen magyar részvétel. Се надеваме дека и на Охридскиот фестивал ќе учествуваме. És hát kisebb programokat pedig például úgy emlékszem, hogy Stibben is lesz egy ezen a történeti program. Исто ќе има и во Штип некој историски програм. Próbáltuk Költészeti. nagyjából a földrajzilag így kiegyenlősíteni. Се гледавме да биде застапена од прилика, да речем, цела Македонија. Да, и на некој начин секако да ја доближите буквално целата традиција и култура и уметност на Унгарија, затоа што ќе се прикажат и концерти од етно, црковна и ромска музика, што исто така верувам дека ќе привлече голем број на заинтересирани граѓани да ги посетат овие концерти. Тие каде ќе се случуваат, дали знаеме? За templom i előadások azok hol lesznek. Igen. A roma zenekar, ez a Rajkó zenekar, ami egy nagymúltú magyar cigányzenét játszó népi együttes. Ők Skopjeban fognak fellépni a Skop-Skoleto Fesztiválnak a második napján, ha jól emlékszem, tehát június közepén. Значи ромскиот концерт ќе биде во Скопје, мислам дека во средината на јуни месец. И таа е една многу позната унгарска ромска група. Се надевам дека ќе привлече голем интерес. Az egyházzenei, az pedig Skopjeban biztos, hogy lesz koncertjük, és valószínűleg lesz egy koncertjük vagy Ohridban, vagy pedig Tetovóban, azt még nem tudjuk pontosan. А за црковната музика се уште не сме сигурни за во Тетово, меѓутоа во Скопје сигурно ќе настапи. Esetleg annyit még elmondanék, hogy készült egy ilyen kiadvány, amit talán meg lehet mutatni, hogy ebben össze van foglalva, de a honlapon, illetve a nagykövetségnek a Facebook oldalán is mindig folyamatosan fel lesznek rakva a programok. Részben amiatt is, hogy nyilván bizonyos programokat még szervezés alatt vannak, és még pontos dátumokat még nem tudunk. Имаме проспект кој што може да го погледнете. Исто така може и на нашата Facebook страна да прочитаат заинтересираните за нашите настани. Меѓутоа се уште не ги знаеме точните датуми, така да со тек на време ќе надополнуваме нашата Facebook страна. Да, сепак станува збор за недели на унгарската култура, подолг временски период, верувам дека ќе се надополнува и ќе се збогатува програмата, а со тоа ќе се понудат повеќе можности на македонските граѓани да уживаат и да запознаат унгарската култура. Дали прв пат ова се случува овде во Македонија, вакво одбележување и колку тоа е значено и за вас како амбасадор, за да на некој начин ја презентирате вашата земја тука? Talán ennyire fókuszálva, igen, tehát azt lehet mondani, hogy szerintem eléggé sok magyar kulturális megjelenés van, és aminek én nagyon örülök, hogy ez nem csak a nagykövetség szervezésében, hanem nagyon sokszor az itteni fesztivál szervezők vagy programszervezők teljesen maguktól találnak magyar előadókat vagy művészeket. Значи до сега имало голем број на културни настани во Македонија, унгарски културни настани, и тоа не само во организација на нашата амбасада, туку и тукашните фестивали во директна комуникација ги канат гостите. Úgy emlékszem, hogy a korábbi, jó pár évvel ezelőtt volt olyan, hogy Magyar Kulturális Hét, de azt hiszem, hogy egy ilyen hosszabb programsorozat az most van először. И до сега имало недела на унгарската култура, меѓутоа во вака толку голем период и така фокусирано до сега не сме имали. De mondom, hogy ez tehát ilyen korábban ilyen évadokat, például volt Magyar Kulturális Évad Nagy-Britanniában, Franciaországban, Lengyelországban, és idén született ez a döntés, hogy ezeket a dél-kelet-európai országokban jelenne meg Magyarország egy До сега имаше ваква промоција на унгарската култура во Франција, во Велика Британија, во Полска, меѓутоа на Балканскиот регион мислам дека ова е прв пат. Да. И верувам дека ќе има голем интерес од страна на македонските граѓани, дали се ова настани кои што ќе бидат достапни за сите оние кои што ќе посакаат да ги посетат? Igen, mi is nagyon köszönjük, hogy itt lettünk, és nagyon reméljük, hogy и ние се felkeltettük az надеваме дека érdeklődésre. ќе има голем интерес и воедно ви се заблагодаруваме што не поканивте
да учествуваме во оваа емисија. Да. И беше драго што повторно бевте наш гостин да ги најавиме овие недели на унгарската култура кои што почнаа минатиот петок, а ќе траат во наредниот временски период. Секако ќе ги поканиме секако и гледачите да се информираат на социјалните мрежи за програмата и за сите оние настани на кои што ќе може да ги посетите и да уживате и на некој начин да се доближите малку повеќе до Унгарија преку сите овие убави културни манифестации кои што се организирани од страна на амбасадата во Унгарија, од Унгарија во Македонија и Дирекцијата за култура и уметност во Скопје. Не само Скопје, туку и останатите градови во Македонија ќе имаат можност да се запознаат со сите овие културни традиции и манифестации организирани од страна на амбасадата во Унгарија, така што следете ја програмата и верувам дека ќе ви биде навистина драго да на некој начин да знаете нешто повеќе за Унгарија, земјата со која што имаме убави дипломатски односи 20 години. Ви благодарам секако што го проследивте овој разговор. Вам, амбасадори, ви благодарам за гостувањето и можноста секако да од вас дознаеме нешто повеќе за оваа богата програма. Ќе ви посакам секако голем број на посетители, разменети искуства и секако уште поголем број на уметници од Унгарија кои што ќе посакаат да дојдат тука во нашата земја да ја споделат вашата богата култура и традиција. Ви благодарим многу. Александра, вам ви благодарам за преводот. Немаше ништо без вас да разберам. Благодарност. Многу ви посакувам многу успех во целата оваа ваша презентација на Унгарија во Македонија. Благодарим. Драги гледачи, ви благодарам и вам секако за вниманието на овој разговор. Верувам дека ќе посакате и вие да посетите барем дел од настаните кои што се организирани во неделите на унгарската култура. Унгарската култура поблиску до нас, благодарение секако на амбасадата на Унгарија, неговата екселенција, амбасадорот Ласло Дукс и секако Дирекцијата за култура и уметност од Скопје. Ви посакувам секако многу вакви убави моменти да имате можност да ги посетите, а потоа да ги споделите искуствата и импресиите заедно со нас во нашата емисија.